Питомци од повеќе држави кои што тренираат на полигонот Криволак вчера го посетија дневниот центар за помош на лица со пречки во развојот, порака во Неготино. Лица со ментална попреченост ги учаа питомците да изработуваат накид. Во рамките на хуманитарната акција Подај рака, вчера попладне питомците од летниот камп 2013 од повеќе држави ги посетија лицата со посебни потреби од дневниот центар за помош на лица со ментална попреченост, порака Неготино, а корисниците на услугите ги научија војниците да изработуваат накид. Додека едни учеа да нижат монистри и да изработуваат обетки и ламчиња, други учеа да везат, да плетат, а трети пак игра пинг-понг и кошарка со корисниците. Имаме питомци од Велика Британија, од Косово, од Црна Гора, имаме од САД. Браво! Браво! Скупljamo, разменуваме искуства, дружимо се заедно, организираме вежби, значи едно огромно искуство за нас. Дојде нам идеја, како колко на питомци, да организираме една хуманитарна акција, као минатата година. Вика се ЦИМИК, значи тоа е цивилно војна организација. Донираме шишиња, донираме маренди, главно за сега се снајдеме колку толку од нас, колку можеме да чинеме. Као што видите, сите од секој континент до секој странство имаме по еден преседник, по еден питомец. Сите беа заинтересирани да додат овде да нас представат. Некако будучи офицери, покрет миналата година со таа хуманитарна акција, што сигурно понатака ќе наставиме со таа акција. Име на нашата хуманитарна акција е Подај рака, односно биди човек. Војниците донираа и употребена пластика која што корисниците ја продаваат на големо и со тоа заработуваат. Исто така тие донесоа и ужинка за сите 40 на лица со попреченост корисници на услугите на порака Неготино. Координаторката на дневниот центар порака Неготино, Верица Ташева, ја поздравува иницијативата на питомците за денешната посета. Значи, Центар за помош на лица со ментален хендикеп порака Неготино сака да им се заблагодари на питомците од кампус 2013 кои што денеска го разубавија денот на нашите корисници со своето присуство овде кај нас во дневниот центар во Неготино и заедно со нив се дружеа. Ги учевме на некои вештини што ние како активисти ги спроведуваме во дневниот центар, везење, пинг-понг, нижење монисти, еве сега и кошарки, имаме еден заеднички надпревар во кошарка и сакам да ја поддржам иницијативата на питомците која што има наслов Подај рака, како и минатата година и оваа година, значи дојдоа да се дружат заедно со нашите корисници. Инаку, ова не е прв пат питомците да ги поседат корисниците на услугите на порака Неготино. Тие дојдоа и минатата година, кога својата дневна ужина им ја поделија на корисниците.